кампањски се гледа. Второ, изобилува со синдром на Господ. Веќе го копира Мицко. Она што сакам да го истакнам е дека е терминолошки некоректен, неисправен. Прво, 7 години беше претходната структура на власт, а не 8. Он го почнува статусот со 8 години. Значи сега да расчистиме дали мисли на една година од власта во која што дел беше и Мицко у статусот. Врати го ако сакаш првиот. Врати го статусот на Панче, да. На господинот професионалец министр. Значи, вика 8 години уништување на државата. Госпон Зајко и овој, како се викаше, Таче, беа 7 години, значи, овде или го напаѓа он една година владењето на Мицко, при што во таа година е он адвокат на Електрани, нели има договори интересни склучувани со Мицко во Електрани, или смета дека никој нема да биде свесен за што пишуваат, односно дека он може да напише утре, задутре 9 години, 10 години и луѓе ќе мислат само на власта на СДСМ. Сачувај Боже да не се сложувам дека беа штетници и пакостници и дека го сменија името на државата надвор од волјата изразена на референдум на народот, меѓутоа овдека се прави спин, најобичен спин, и ако се чита внимателно статусот, пасус по пасус, се гледа дека е од луѓе кои што се прилично неписмени. При тоа не е, за мене не е воопшто важно. СДСМ. Молам? Кој ќе го пишува? Не знам кој го пишува, не е и важно. Се гледа дека човеков не е интелектуално капацитетен, дека не е ни искусен во вера. Тука е битно СДСМ вакви, СДСМ онакви. Ја викам окей. Он вика 7 години ја уништувале уствари 8. Се извинувам. 7 е реално 8 у неговиот статус. Па дајте бе луѓе, уапсете некој што ја уништувал државата. Значи, овој човек е 2 години министер. Од јануар минатата година. Без 2 месеци, 2 години е министер. Уапси ги бре луѓето. Еве, ја тврдам дека и се сложувам со тебе дека ја уништувале државата. Уапси ги. Заја, Вице, таму, кои ти се сите поред. Со кој што тајно комуницират. Цело време. Значи, не е важна оставката. Зајаби синдромот на Господ. Океј, мисли си за себе дека си Господ, ама не си Господ. Нормално тие што се околу тебе, ти се упикуваат, те пипкаат, те чачкаат, ти се пушташ таму лево десно. И имаш чувство на синдром на Господ. Меѓутоа, не си Господ. Ти само треба ова што сте го напишале овдека да го спроведеш. Ама не си способен ни тоа да го спроведеш. Значи, 2 години слушаме пресконференции, статуси пишување, лајкови собирање. Не видовме никој од СДСМ да биде уапсен. Според мене, исправно ќе беше да ги испапсите. Вака мислам дека сте во договор со нив. Не со сите, ама со некој од нив, како да сте во договор. Вадите пресконференции, фирми, устранство, ваму било купувано, наму било купувано, и ништо од тоа. Значи, ова е една, како да кажем, наменски статус, кој што треба, нели, сериозно да го изанализираат психолози и психијатри. Едно е имитацијата на Мицко, друго синдромот на Господ. Она што ја би предложил да биде во наредниот статус и во една аутокорекција на однесувањето е да малку помислите која е вашата улога на сите вас во случајот со Кочани. Пак ја кажам, ова моја втора секвенца вечерва, многу ми смета што политиката се претвори да македонските партии бидат послужавки на албанските партии во овие локални избори и се заборава случајот на Кочани, се заборава случајот на Росица, има случаеви за најава на фемициди,
Имаме информации од повеќе градови, од Скопје за малтретирања. Имаме случаја сознанија дека се пуштени доста криминалци да помогнат во кампањата. Дајте, позанимавајте се со тоа. И на крај на денот, погледнете се огледало, сепак треба да имате чувство и на одговорност за некои работи. Еве, СДСМ се криви, криминалци, добро, што не ги апсите, ама вие за ништо ли не сте виновни? Еве, за кочани и така натаму. Да не ги набројувам повторно истите случаеви. Очигледно е дека се повеќе бегате од реалноста во замислен свет, во кој што сте најдобри и нема други. И тоа мислам дека би можело да биде една мотивација на она мнозинство што сака да абстинира, да излезе и малку да ве казни на овие избори, за малку да се вратите у реалноста. Не знам дали ќе биде. Народот ќе си го добие тоа што го заслужува на овие избори, па да видиме што заслужува народот. Иако одредени предпоставки има. Треба еден колоквијален термин, ромска работа или Да, добро. Ај сега да не го кажам, да не ги возбудам пак. И 5 организации, не знам колку стотици потписи собра, и ме прогонуваат по институции по држава. И тоа беше бенигно, уопште не се однесуваше на ниеден ром, нити пак имаше некаква етничка позадина и така натаму. Сега, кај се бе овие организации да реагираат за ова? Да ги прашам? Или беа политички инструирани од ВСМР да го прават тоа што го прават со мене? За да се доведеме во ситуација да внимаваме што збориме, да не смееме да збориме и така натаму. Мислам, ја одговорив на Комисија за заштита од дискриминација, наскоро ќе го објавам јавно целиот говор, го имам, одговор, го имам во писмена форма. Но еве, во оваа ситуација, кај се тие организации? Сега и второ прашање имам. До истите организации. Каде се да реагираат за изјавите на Стојанче за Вардариште? И на Панче. Бидејќи Стојанче директно цела етничка заедница ја поистовети со криминална активност. Така беше? Така. Ме интересира. Ја прашувам и Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи она не мора да реагира само по представки. Може и самата да отвори случај. Каде е Комисијата да реагира во вака сериозни случаеви? А јас сега, например, ако ја цитирам, да речеме, лектирата на Видој Подгорец Белото циганче, мене ќе ме гонат. А вакви си, која што е бенигна дискусија од моја страна и не се однесува на ниеден ром. Тук се однесува на историски контекст, миле, жаргон, колоквијално и така натаму. И мене ме тормозат. А дали у овие случаеви реагираат, сакам, јавно прашувам и сакам да знам. И Комисијата, но и сите овие здруженија кои што се подпиша за да ме прогонуваат пред таа комисија и се најдоа увредени, а пред да го примам дописот, во еден подкаст на партијата ВСМР беше објавено дека имам проблем. Не, немам проблем јас. Имаат они проблем со овој начин на функционирање, кој што ние можеме многу лесно да го деконструираме. Тука има голема публика и можеме да ја растераме маглата. И мислам дека тоа е тоа што многу ги нервира во врска со овој подкаст. Односно со ова што ние го правиме тука. Да. Добро. Не е добро. Инаку да знаат. Многу добро знаат. знаат. Кога викаше еве овие што им сметале 7-8 години да ве вратам на одредени работи. Кога почна Заев да преговара за промена на името. Бидејќи Заев изгуби на избори од Груева, ама го поставија премиер за да дојде да ја заврши работата со промената на името. Гледам, има гледачи што го поддржуваат СДСМ и не им се свиѓава што го зборам, се извинувам, ама ја не зборам про партија, зборам како сум ги гледал на станите.
И за Заев не кем ни да зборам. Сум кажал многу пати, многу работи. Меѓутоа, не знам дали ви текнува дека Мицко имаше изјава, ако треба и ќе ја најдам видео изјава имаше, дека преговорите со Грција треба да се одвиваат тајно и да не се кажува пред народот што се договара. Што поише од тоа? Укажува на една склоност кон сплеткарење, они многу од овие работи ги знаат, само ги кријат од народот. И сега вие тука ќе објавите и ги демаскирате. И они би сакале што повеќе работи да кријат, така што нели да може да работат у темнина, у позадина, сокриени од очите на јавноста, да се договарат, да преговарат и така натаму. И тоа го прават постојано. Колку повеќе ќе ги објавуваме овие работи, толку повеќе ќе бидат нервозни. А инаку, за мене многу индикативно е што оваа оска Скопје-Белград зајакнува и мислам дека има комбинација и комбинирање во текот на овие избори. Тој случај таму во Белград можел да предизвика сериозни пореметувања и сега вака еве малку да шпекулирам, не дај Боже да се покаже дека контрабратска помош е случајот во Куманово. Има некои наводи дека лицето кое што му е предало експлозивната направа е попотекло од Босна. Сега, колку може од тоа да се заклучи? Од Република Српска. Така е. Така да, од овие информации до каков заклучок можете да дојдете, оставаме на вас, не сакаме понатака да шпекулираме, чисто да информираме јавноста. Еве методот на индукција да го применат по заинтересираните интелектуално вака што навлегуваат во овие работи, како се толкува посетата на Мацут на Скопје. Па ова е дента кога се случи експлозија. Така, значи, како се толкува тоа. И еве, да направиме контрапункт, контратежа, како би се толкувало да дојде у време на овие избори премиера или председател на Бугарија во Македонија. Така што, мислам дека оваа оска, ако само малку се навлезе и се анализира, е функционална и дури во одредени работи заедно планираат. И знаеш што е страшно у целава ситуација, како ќе се доближуваат до крајот. Ова оска која што продолжува и на север, во Будимпешта, Ќе биде све поагресивно. ќе биде се поагресивно, ќе биде се пострашно и ќе биде се полошо за луѓето од матичните држави. Вчера Вучич излезе со сулудо објаснување на Пинк телевизија дека наводно овој некој од лидериве на движењава на студентиве на опозицијата 2 сати се шуњал околу, како се викаше, железничката станица у Нови Сад и тоа го посочи како крунски доказ дека тие студенти од претходно, значи практично дека студентите ја срушиле на Стречница. Да, идат сега пуштаат теорија на заговор дека е терористички напад. Ама тоа председател на Србија го прави и тоа е стварно сулудо да веруваш, затоа што ти за да го докажеш тоа не ти е доволно видеото да го објавиш на Пинк у интервју. Тебе ти требаат докази, значи затоа што тоа е исто како статусот на Панче. Те разбирам ја што сакаш да кажеш, пропагандно за 87-9 тамо. Што вика Мицко, фрлање на пердови. Он цело време обвинува дека тоа му го прават, а всушност он е тој што постојано го прави тука. И мислам и неговите галаси. Да, чисто сакам да напоменеме министерот Вучич ли како се викаше? Вучевиќ. За Кочани. Односно за нивниот Нови Сад. Кочани ми е у памет. Значи, оставка даде. И тоа како некаков чин на морална одговорност. После го ротира, го ставија или председател на партија и така натаму. Сега име на тоа СНС-то. Даде и министерот за транспорт и врски оставка? И има прогон, има луѓе у притвор од неговата партија. Така. Што имаш у Кочани? Ништо. Кој се осети морално одговорен? Кој од нив рече ја ова не можам, не е за мене овој начин на политика? Ни еден. Има разлика. Тука се побрутални.
Затоа што мислат дека можат да полесно да ја контролираат состојбата. И пак ќе кажам, трет пат и веќе нема да повторам оваа емисија. Многу ми смета што стана испостава на Влен. Па не, ми смета тоа не е следна тема, тоа што ја нарушија унитарноста на државата. Што се повлекува од територија, препуштија по етнички принцип територија или она Швајцарија на Балканите. Ја би сакал да најавам едно... На сите во Македонија го имаме Христијан Мицкоски. Ќе го наречам човек кој не се коцка со принципите на законот и правдата. Човек кој, како што го прави тоа и ВМРО ДПМН, кога ќе се договори за нешто, тогаш цврсто стои за тоа. А нашиот договор беше со народот, за борба против корупцијата и криминалот, за дуи надвор од власта. Те молам пушти го уште еднаш кај видиме како е среќа што постои Христијан Мицкоски. Мислам, стварно морничево ова веќе језиво за гледање се најжив целиот. Да го видиме уште еднаш па ќе го коментираме, ќе му ставиме на Филип особено простор да го коментира. Пак ја добиам тужба. Не. Среќа на сите во Македонија го имаме Христијан Мицкоски. Ќе го наречам човек кој не се коцка со принципите на законот и правдата. Човек кој, како што го прави тоа и ВМРО ДПМН, кога ќе се договори за нешто, тогаш цврсто стои за тоа. А нашиот договор беше со народот, за борба против корупцијата и криминалот, за дуи надвор од власта. Филип повели. Пошто ние неколку дена више го коментираме, го обсервираме дека постои еден култ на личноста, секташко однесување. Синдром на Господ му развива и човекот ќе поверува ова. Јас ти кажувам дека он е веќе навлезен у длабокото. Со ова дека он е Господ, дека е незаменлив, дека он е Македонија. Во ова пригода да прашам. Ова е у Гостивар, така? Да. Има кандидат за градоначалник ВМРО? Од Влен. Сакаш да видиш доказ дека имаат заеднички митинг? Слушај, имам ја и тоа. Чекај, застани. Значи, оваа жена. Да. Како ја викаше овој? Дафина Станош. Станош, со становите. Со 6 станови. Кој што пишеше за Стефчек има станови. Кој што изгради све на грбот на идеологијата на ВМРО. Има вработено не знам колку луѓе во државна администрација, го кажуваше тоа кај Ландов. Мислам се избрукали образ исто ѓон, така што нема што, мислам не знам, нема потреба да подсетуваме. Значи оваа жена сега е представник заедно со тој што го фали на крајот на унитарноста на оваа држава. Каква иронија. Луѓе кои што се удираат во гради дека се патриоти, прават трибина во која што им дават инструкција на нивните членови да гласаат за Влен, за најголемите екстремисти, само за да си ја задржат фотелјата, а нивниот број еден представник во Тето, тоа имаш видео, и Мицко се пофали дека шетале заедно, со карти на голема Албанија и со видео дека зашто да не биде Македонија трета албанска држава. И оваа и сличните на неа кои што направија се на грбот на ВМРО, сега ова го представуваат како демократско достигнување. Македонците да се само избришат од Западна Македонија. Па ни про форма да не дадат кандидат, за да не им сметаат на нивните албански радикали. Каква иронија. Ков крај на една света идеја. Вие сте брука за тие букви. Доволно ли кажав? Доволно. Ја би сакал сега да го погледнеме видеото практично каде
до работ, до Карпата, им вика скокајте. И они скокаме и седин, не знам и како и се викаш. Со сабаети. Значи не е проблем човекот, значи не е проблем што е албанец. Како не е проблем? Проблем е Има проблем е што Чекај малце. Не е проблем да зборува за унитарна Македонија. Како вика оној од Брвеница, последно да ми е за македонец нема да дадам. Тоа е проблем, тоа сам да го кажам. Проблем сериозен е. Да. Проблем е многу голем. Што оно вдека brainwashing им правим, го пере мозокот на овие 87-9 што се у салата, што аплаудираат гревчиња. И можам само да кажам, ако бе, гласајте си. Да си гласате. Ако. Нема проблем. Ама после немојте да се жалите. Не. После заборавете го бројот на Филип, на Мечка. Не. Мојот број одамна го имаат заборавено и да не ми го никад и да не ми се. И онакви како се каже психолошки сесии. Значи таа структура, во доцните вечни вечерни часови, таа структура што соучествуваше во промената на уставното име и редефинирањето на Република Македонија во Северна Македонија, за мене е мртва. Никогаш веќе. Никогаш. Немам никаква потреба никој од нив ни да чујам, ни да видам. Можам само вака да се чудам и да им се смеам. Толку од мене. Една донација само да прочитам, ви благодариме господине премиер и почитуваме пратенички, но ве молиме не бранете повеќе од вашата заштита. Тука нека јаде народот. Тука народот крка, па после рак имало има. Филип, има. За да ја видиш забеганоста на власта. Јас се сомневам дека овде се работи за организирано труење на цела нација. По сите параметри. Дали треба да исчистат територијата од луѓе? Не ми е јасно. На секој чекор се зборува за ракосани луѓе. За тешки случаи, смртни случаи. Страшно. Али затоа у Трубарево не беше до 400 метри. Тука 50 метри. Се договорило загаденото да остане до 400 метри у периметарот, така со Панче биле договорени. И децата ги врати одма у школа. Да. Знаеш што сега само да си за да ја видиш забеганоста на власта, доволно ти у Скопје да искочиш например на улица и да видиш дека сите контейнери се полни. Доволно е например тоа да го направиш. Доволно е само тоа. Човече шо е до избори нема да се зима ѓубре у Скопје, што ќе правиме? Дај му ѓубре, не знам. Глувци треба да се појават, не знам. Да се појават, појавени се. Нема најазда има на глувци и на штакори у Скопје. Језиво е, брат. И на пацови. Види до кај моди, до кај им тера и други забеганост. Дај бе човече, влада сте. Имате, можете што сакате да правите. Со одлука на влада прогласувате вонредна состојба, одзимате ингеренции и на Дрисла, и на ова, како се каже, комуналното градско предпријатие, зимете го собирате масовно сметот. Нема камиони, позајмувате механизација, изнајмувате тендер, што сакате правите, соберете, фрлете ѓубрето. Ако не, ја предлагам луѓето секоја вреќа што имаат ѓубре, секој нареден ден наместо пред врата да си ја фрлаат или пред контейнер, да ја фрлаат пред влада. Помини, замени, низ прозор по една вреќа. Па да видат колку ѓубре не се собере у Скопје. Ја не гледам друго што да се прави. Пошто ова до избори Скопје ќе изгледа као не знам Лондон у среден век, знаеш што правеле порано у среден век? Истурале изметот што го имале од кофи, го истурале по улиците. Тоа на тоа ниво е сведено Скопје, човече. Па тогаш се појавила, како се викаше, Црнаш него Становсен. Абе, слушај, нели гледате дека женава мува не ја лази? Трупа она. Абе, човек. Трупа. Да идеш, да излез... Чекам, Филип. Не чекам. У Гостивар ги собрале тие гревовите таму. Што остан, пошто нели има иселување на македонците и тоа е факт. Со кој сакате ќе дебатираме на научна основа дека македонците се иселуваат од тие екзодус. Општини каде што има и по, како да речам, непријателско однесување кон нив. И ги собрала тие гревовите што останале и така и вака и вика нашиот кандидат не знам како го нарече. А овој па незиниот политички бог вика ние сме една големо владино семејство, а семејството треба да се поддржува. Прави акробации, ама ќе му пројде таму, аплаудираат тие. Па тоа сега ти кажам, брат.
Не е проблемот у Дафина. Не, комедија е финита. Проблемот у тие што да им кажам аплодираат. овие другиве што останале у држава. Приказката е завршена. Овде нема да има држава. Кема кем. Не. Нема кој. Нема држава овде. Ја не сум во мисија да му се допаднам на некој што зборам. Не ме интересира дали ќе плюкаат у коментари и не им се допаѓам. Моето е да кажам она што го гледам. Они му прават демографска и политичка ликвидација на македонецот во Западна Македонија со ова предавство што го прават. Кое што е договорено. И сакам да остане трага дека сум го кажал ова. На тие последните таму што се останати. Таму луѓето идеа и членуваа доминантно у ВМРО од 90-тите навака, затоа што гледа спас у ВМРО. Партија која што не се предаваше. И сега они се врза со овие што викаат зашто не трета македонска држава и вика ние сме едно се извинувам, да, али од мои уста у Божи уши трета македонска држава. Значи трета албанска држава и овој вика ние сме едно големо семејство. Абе, ако ова не можете да го расчлените, вие таму што аплодирате у Гостивар, ако ова не ви е јасно што ви прават, ако вие Они на нас не се љутат. Ама ако вие, не. Не ме интересира кој се. Не, онака си правиме муавет. Ако вие, значи ако аплодирате на ваш на потпис и печат на ваше иселување, ако вие. И нема да ми е жал. Нема да ми е жал. Ако вие и малку вие, само вие аплодирајте. Толку. Толку и од мене. Мечка? Ова ќе си го исечам у рилче. Да ги нервирам. Да си го исечеш. Уште поише да ги нервирам. Било што рече да си го исечеш. У рилче. Ја не реков урилче, ама еве. Ако сакаш и урилче. Не ми се допаѓа ова. Поштовни гледачи, тоа беше 31 епизода, 6-та сезона Тешки муавети. Имајте убава вечер, ние се гледаме утре. Поздрав. Ладно бе нешто. Да, ева ќе смрзнав, еј. Ај. Коана. Филип? Oh, was machen die einen Volvo Hagendatz? Reban. Ach, no, nein. Hagendatz. Hagendatz. Показавме европско, би рекол, скандинавско управување. Македонската економија е рангирана на 4-то место. Ова е резултат на храброст, визија. Нема спорен криминал, корупција и злоупотреба. Мерките на владата даваат резултати. Шо е ова, бе? Добар ли си, бе? Шо ти е? Што се случи?